А ние продолжуваме понатаму, веќе ја имаме нашата колешка Росица Голабовска, од преубавиот Охрид, ќе говориме за една етноработилница, односно фолклорна работилница или етнокамп. Росица, добро утро, како е ова утро во Охрид? Добро утро, Вики. Прекрасно време, претопло уште во овие рани утрински часови, навистина е топло, пријатно. Овој период од денот е најпогоден за утринска прошетка и рекреација. Убаво кажа во најавата, денеска ќе разговараме за етнокампот кој што се организира 6 години поред, 2 пати годишно. По тој повод мој утрински гостин е Татјана Узуновска-Тренеска, која што е уметнички раководител на кут Гердан од Бисери од Охрид. Добро утро, Татјана, и благодарам што си дел од утринската програма. Добро утро, ви благодарам најпрво за поканата во утринската програма. Како што и кажавте, јас сум уметнички раководител на културно-уметничко друштво Гердан од Бисери, кој работи под Центар за култура Григор Парличев Охрид. Така, за почеток да кажеме, да ги запознаеме граѓаните кои што не гледат ова утро, од кога постои кут Гердан од Бисери, колку дечиња брои, дали фолклорот единствено нешто што се занимавате? Нашето друштво постои, нареднава година ќе славиме 10 години јубилеј од постоењето. Број околу 120 членови се поделени во возрастни групи. Исто така работи и твори оркестар со народни инструменти и чалгиски инструменти. Исто така горди сме на постоењето на нашето детско хорче, кој што преку 100 членови се дел од тоа хорче. Има еден интересен момент кога учествувавме на Златно славење, бевме гости, кога не видоа пред филхармонија, рекоа па вие сте дошле цело езеро. Значи стварно бевме околу 120 членови, цела бина, немаше место за нас. Така да верувам го привлековте вниманието. Да, го привлековме вниманието и со една многу голема порака. Автор сум на една песна за деца со ретки болести. Ние сме дел од таа приказна, секогаш сме поддршка на децата со детски болести. Пораката беше да се разбуди, да се свести, да се освести народот дека постојат такви деца, да помагаме колку што можеме ние со песна во наш домен и така. Ќе се вратиме повторно на нова тема на кут Гердан од Бисери, но сега малку да поразговараме за она што сме утрово тука, етнокампот, кој што се организира, рековме, 6 години, 2 пати годишно. Како дојдовте на идеја да го организирате овој етнокамп? Целта е, колку што видов во програмата, преку забава и едукација, да се запознаат нашите со нашиот фолклор и со културното наследство. Идејата за етнокампот е многу одамна, најмалку пред 15 години, кога јас почнав да одам на семинари, да посетувам во соседна Србија, пошто кај нас се уште не можев да се пронајдам во организацијата на семинарите во Македонија, гледав дека таму голем акцент се става на работа со деца. Беа ангажирани професори од педагошка академија, значи се работеше на психолошки и педагошки аспект со работа со деца. Тоа ми беше мене многу интересно, затоа што веќе бев длабоко навлезена во фолклорот, покрај што мене ми е некоја друга професија приоритет. Меѓутоа сакав едноставно да се вложам во таа работа темелно и максимално, затоа што во основа беше работа со деца. Таму ги стекнав тие основните знаења, и покрај што бев член на едно од најстарите друштва во регионов, културно-уметничко друштво Гердан од Охрид, се посветив на тоа и добив идеја да ние, имајќи нашата огромна македонска потенцијал, традиција, да направиме еден мост, да привлечиме гости од надвор и да ја представиме таа наша културна традиција. Од кои земји се доаѓаат, колку дечиња има од Македонија, колку само од Србија, нели?
Да, претежно имаме доста посетители, доста учесници од соседна Србија. Меѓутоа, поминале до сега, јас водам евиденција, 2250 со овој 12 камп сега што ќе го завршиме, 2250 деца поминале низ нашиот камп. Имало од Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија, од Шведска, од диаспората, од Австралија сме имале гости, така да едноставно стварно сме горди на тоа можност да ние се представиме пред тие гости од надвор. И покрај што секоја година имаме доста учесници од Македонија, од Охрид и од другите градови. Исклучиво за македонскиот фолклор, Тања, се учи. Учат ли да играат? Значи, ние учиме да играме македонски фолклор, тоа го пренесуваме на гостите. Исто така имаат можност да музички содржини со професори од Музичка академија, професори од средната школа од Струга. Целта исто така фолклорот го предаваат професионалци, членови претежно на ансамблот, државниот ансамбл Танец. Мојата цел е сепак, јас сум менаџер и организатор на тој камп, меѓутоа професионалци во својот дел да се представат на највисоко ниво во својата област пред нашите гости на нашиот етнокамп. Видов дека трае 5 дена етнокампот. Еве, например, вчера ми го привлече вниманието темата Оротека, демонстрација на традиционално оро од секој ансамбл. Како ова изгледаше, Тања? Тоа е многу интересно. Секоја година смислуваме нови содржини, како би било поинтересно, затоа што тоа да се пофалиме дека секој кој дошол на кампов доаѓа по втор пат, трет пат и веќе четврти пат, така да секоја година смислуваме некои нови содржини. Баш таа Оротека, тоа е едно запознавање, значи представување на секој ансамбл со својот дел од кај што доаѓа, ни представува едно оро. Прво го представува, па потоа се вклучуваат сите учесници, го учиме нивното оро, значи почнуваме со македонско, па продолжуваме со српско оро, ако имаме гости од секаде, значи секој од својата област. Има ограничување во однос на години, колкава возраст да бидат тие дечиња или? Прво почнавме со ограничување, меѓутоа поради големата заинтересираност немаме ограничување, туку кога ќе пристигнат, кога ќе се пријават гостите, тие веќе во март се е резервирано за двата термини, ние правиме категорија по возраст. Значи предаваме содржини на одредена возраст и тоа е интересно што ги мешаме учесниците, значи нема посебно Македонија, посебно Србија, Црна Гора или Босна или Австралија, туку ги мешаме по возраст, правиме групи и тоа е многу интересно. Таа размена, тоа помагање меѓу нив, меѓу децата, тоа запознавање, мислам, тоа е стварно нивната насмевка, тоа е мотивот што не тера да одиме само понатаму и понатаму. Што имате денес на програмата? Денес на програмата, еве во позадина се нашите бродови, тргнуваме за Светинаум, значи денес е денот за одмор, за рекреација, за посета на манастирот Светинаум, каде што децата покрај посетата на тие наши цркви ќе имаат можност да одмараат на плажата, да уживаат. Вечер имате и маскенбал, гледам. Сношти беше маскенбал, а вечер имаме сценско-драмски адаптации. Тоа е многу интересна содржина. Пробавме да видиме како ќе се одвие, макар што е малце настрана од фолклорот, меѓутоа содржината е помешана пак со фолклор. Интересно е што децата, значи цел ден денес во Светинаум, покрај што пливаат и се дружат, значи цело време размислуваат и зборуваат за вечерната сценска адаптација. Тоа е многу интересно, значи глумат пазар, глумат свадба, глумат бегалка на свадба, тоа оставаме на нив да си ги смислат содржините. Така, времето не гази, гледам дека имате навистина богата програма, сценско-драмски игри, потоа игри без спортско-рекреативни игри без граници, значи максимално се организирани дечињата. Имаме посета еден ден на градот, ги шетаме низ стариот дел на градот и завршуваме со јавен час каде што секој се представува повторно, облечени во опрема за проба, тоа е јавен час без носи, малце да сме по-комотни и по-лабави од нашите настапи, што скоро секојдневно сме на некој настапи ние и гостите, така да тоа е еден празник за душа, за очи. Ви благодарам, Тања, и посакувам уште многу години да го организирате овој етнокамп. Благодарам на поканата уште еднаш. Поздрав.
Вики, повели ако имаш некое прашање. Имам прашање, Росица, многу убави информации споделивте и многу е убаво да се слушне дека токму на 12-тиот етно камп деца со овие активности се занимаваат и Охрид не е само за концертите и за гужвите, туку можеме да видиме дека се негува фолклорот, се негуваат и овие убави вредности. Многу благодарам, поздрав до Охрид, до нашето следно видување секако.